Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добродојдовте во уште една нова сезона емисии Поента. Како што добро знаете, од минатите неколку сезони, така и ова Поента секогаш ќе се занимава со анализа на најважните политички и правни состојби во земјата, но и пошироко. Секогаш ќе се обидувам во рамките на мојата емисија да актуализирам прашања кои што директно го тангираат граѓанинот, интересите на граѓанинот, но секако и интересите на Република Македонија како наша заедничка држава и татковина. Новата сезона на Поента започнува од денес, значи не немаше од прилика 2 месеца, меѓутоа повторно се враќаме назад со секако теми кои што ќе се трудам да бидат различни од оние од претходните сезони, иако морам да напоменам дека за жал политичките процеси во земјата, политичките активности не се многу сменети од оние кои што беа минатата година во текот на пролетната сезона. Така што не секогаш темите ќе зависат, односно самата содржина на темата ќе зависи од мене. Тоа секако ќе биде поврзано и со политичката сцена и со настаните кои што се случуваат на политичката сцена. Битно е дека од денеска, од вторник 13 септември, па до наредните неколку месеци, емисијата Поента повторно ќе оди во етерот на Радио Слободна Македонија. Стандардниот термин е вторник од 17 до 18 часот и ве поканувам секој вторник во овој термин да се дружиме заедно, секако да ги проследите најактуелните настани поврзани со политичките, но и правните случувања во Република Македонија, во регионот, па и пошироко. Како што е веќе многу добро познато, во побурното лето кое што го поминавме во преговарање и договарање за излез од ова вештачки наметната политичка криза, секако преговарањата и договарањата се случува со посредство на меѓународната заедница, на меѓународниот фактор, но и од страна на лидерите на 4 најголеми политички партии. Познато е дека конечно се утврди датумот за одржување на новите предвремени парламентарни избори. Договорено е од страна на сите внатрешни фактори изборите да се одржат на 11 декември оваа година. Исто така, лидерите на 4 партии се договорија дека сите услови за утврдување на овој конечен термин за одржување на предвремените парламентарни избори се исполнети. Како што знаеме, во Македонија се избра староновите министри и дополнителни министри кои доаѓаат од редот на Социјалдемократскиот сојуз во владата на Република Македонија, која што е задолжена за организирање на изборите на 11 декември. Исто така во полн состав работи политички договореното адхок тело за мониторирање на медиумите. Гледаме дека денеска се усогласили околу нивниот деловник за работа. Стапи на должност и новата директорка на Македонската радиотелевизија, господјата Санта Аргирова. Информациите ти зборуваат дека и Државната изборна комисија работи со полна парија и во полн состав. И тука од прилика се заокружува она што представува фактички услов или фактичка предпоставка за одржување на изборите на 11 декември. Од друга страна, познато е дека приказната на Социјалдемократскиот сојуз околу постоењето на тие неколку стотици илјади фантоми во избирачкиот список заврши сосема неславно, па дури ја би рекла и прилично срамно за оваа партија, бидејќи дека и официјално излезе со точната бројка на запишани избирачи во избирачкиот список, таа во моментот изнесува 1.770.736
гласачи со право на глас, а не 1.500.000 гласачи како што тврдеше Социјалдемократскиот сојуз до пред неколку недели. Навистина, фантомската приказна на Социјалдемократскиот сојуз доживеа целосно фијаско. Не само пред граѓаните на Република Македонија, доживеа целосно фијаско и пред меѓународните организации и институции, бидејќи ниту еден аргумент што требаше да биде од полза за Социјалдемократскиот сојуз во делот на тие така наречени фантоми во избирачкиот список веќе не им држи вода и веќе никој не им верува дека избирачкиот список е проблематичен и дека има толкав број на отстапувања, односно проблематични избирачи колку што тие на самиот почеток тврдеа. А тврдеа нели дека има 500.000, па потоа 300.000, па 200.000 и така натаму. Буквално бројките се менуваа како што им паѓа сите аргументи во вода. Дури на крајот излегоа и со срамна констатација дека во избирачкиот список треба да има 1.500.000 гласачи, но веднаш потоа Државната изборна комисија ги демантира и излезе со официјална бројка од 1.770.736 гласачи. Точно се детектираат фактички сите оние лаги и измислици кои што со кои што не возеа, би рекла, социјалдемократите во овие 2 години вештачки наметната политичка криза. Се види дека избирачкиот список не е проблематичен, па од тука не е проблематична ниту кредибилноста, ниту легитимитетот на изборниот резултат од парламентарните и претседателските избори што се одржаа во 2014 година. Времето, но и самата вистина, самите аргументи докажаа дека не постои ниту една причина за натамошно одложување на изборниот процес, секако освен ако СДСМ и нивниот лидер повторно заради некои своји лични потреби, заради некои своји интереси и цели не го проблематизираат ова прашање на крај. Досега неколку пати граѓаните видоа дека СДСМ е партијата што постојано бега од изборно соочување. Избега на 24 април кога беа договорени првите избори, потоа избега и на 5 јуни. Се надевам дека овој пат, бидејќи и граѓаните тоа го очекуваат од Социјалдемократскиот сојуз, овој пат се надеваме дека оваа партија ќе биде конструктивна, ќе остане на зборот и на ветеното од страна на нивниот лидер кој јавно кажа, но меѓутоа и стави подпис, дека избори во декември мора да има. Но сепак, без разлика на целиот тој оптимизам, кога е во прашање СДСМ, реално е да се очекуваат и понатака одредени обструкции, како во делот на работата на државните органи, пред се во министерствата кои што тие ги раководат, но и во Државната изборна комисија. Можни се обструкции дури и до последен момент, буквално јас би рекла во последната минута од она што е договорено. Можно е да се очекуваат одредени проблематизирања и на други прашања кои што досега можеби не биле отворени заради повторно наоѓање алиби за одложување на изборите. А кога е во прашање Социјалдемократскиот сојуз, јас велам дека е можно и повторно реприза на она што ни се случуваше во 2014 година, односно проблематизирање на изборните резултати и по самото нивно одржување на 11 декември на идентичен начин како што тоа го направија во 2014 година. Но овој пат мислам дека ниту едно сценарио нема да успее, затоа што веќе имаме многу научени лекции од изминатите 2 години. Она што тогаш им успеа на социјалдемократите во 2014 година да го, би рекла, целосно срушат, нели, во наводници легитимитетот на владеачката структура преку разни измислени причини, фантоми, непроверени информации и така натаму, за да се со цел да ја погазат изборната волја на македонските граѓани. Сега, односно на 11 декември, мислам дека тоа нема да може повторно да се случи. Едноставно нема да имаат ниту една легитимна причина да го повторат истото тоа сценарио како во 2014 година. Дури и да се обидат, не сме и да им биде дозволено,
повторно да се играат мајтап со граѓанската изборна волја, без разлика каква ќе биде таа. Дури по цена повторно да не ставаат во истиот тој филм на деструкции, познатиот бојкот на институциите, разноразни улични немири и слично. Мислам дека овој пат државата и граѓаните не смеат да дозволат СДСМ повторно да биде главен јунак од македонските политички стрипови. Потребно е многу посилен институционален одговор во случај на било како повторен обид за газење на изборната волја. Потребно е целосно стабилизирање на државата со употреба на сите легални и легитимни средства што стојат на располагање, да се испочитува изборната волја на граѓаните, повторно ќе кажам без разлика каква и да е таа, и да почне нормално да функционира Република Македонија како нормална правна, но и организирана политичка држава. Државата, но и граѓаните мора, барем во досегашниот период, но и политичките партии, да извлечат силна поука од лекцијата која што е поврзана со двегодишната вештачки наметната политичка криза, со цел нормално никогаш повеќе да не ни се повтори. Мора да одговориме силно против сите обиди за натамошно дестабилизирање на земјата. Не смееме да прифатиме да бидеме вечен заложник на било која политичка партија или на било чии субјективни фрустрации, кои немаат друга алтернатива освен деструкцијата. Во јавноста е присутно мислењето дека со Социјалдемократскиот сојуз, но и со така наречените шарени револуционери, за кои се погласно се зборува дека ќе се најдат високо на позициите на претеничките листи на СДСМ, ништо не може конечно да се договори и договорот да остане испочитуван до крај. До сега видовме дека за сите прашања оваа партија, но и познатите Соросови платеници и приврзаници имаат подготвено разноразни резервни сопки, резервни стратегии, алтернативни правци и така натаму за излез од редот кој што е воспоставен сега. Намерно се поставуваат на тој начин работите во политиката, за да можат во секое време повторно нешто ново да се смисли, да се исценира, да се забошоти договореното и едноставно да се излезе од рамката која што е веќе дефинирана и утврдена од страна на 4 лидери на политичките партии, но и од меѓународниот фактор. Затоа и постојано се вели дека со оваа партија и со овие сателити околу оваа партија секогаш се е можно и се може да се очекува, но повторно ќе кажам, се надевам дека овој пат државата и граѓаните навистина научиле лекцијата и дека навистина ќе биде силен институционалниот одговор, доколку било какви обиди за излегување од редот и повторно враќање во анархијата се случат или се некаква алтернативно сценарио на опозицијата. И сега ако поинаку не ни стокмат, како што веќе реков, опозиционерите во така наречен фотофиниш на предизборието или постизборно, во смисла на неприфаќање на изборните резултати, Македонија се надевам дека ќе оди кон одржување на предвремени парламентарни избори и по оној принцип, нели, трета мајка, срекна мајка, бидејќи се двата обида кои што беа договорени за 24 април и 5 јуни не се случија. Се надевам дека овој пат Македонија ќе има поголема среќа околу одржувањето на изборите. И, како што кажа, веќе се пронижаа сите оние настани кои беа врзани со услови за одржување на фер, слободни, демократски и кредибилни избори. Македонската нација е веќе подготвена за таа нова сеанса на изборно соочување. Интересно е дека во меѓувреме се случуваат и разноразни политички групирања, прегрупирања и така натаму. И денеска
дознаваме дека ќе има формирање на така наречен трет блок политички партии кои што треба да го представуваат македонскиот политички центар. Веќе видовме кои се партии влегуваат во тој трет блок. Тоа се главно партиите кои што досега биле во коалиција со ВМРО или со СДСМ, но заради потребата да си најдат сопствена среќа и сопствено место под сонцето, тие сега одлучуваат да се формира трет блок од политички партии со цел да бидат некаков баланс помеѓу условно да кажам левицата и десницата во Република Македонија или меѓу двете големи политички партии кои што постојано би рекла се менуваат во вршењето на власта. И сега нормално е дека секоја политичка партија си има своја стратегија на политичко групирање, на политичко коалицирање и тоа е добро доколку таквите групирања и коалицирања имаат и одредена заедничка платформа, односно заедничка програма која што ги поврзува. Сега за сега не гледам дека тој политички центар има некаква заедничка програма, меѓутоа секако времето ќе покаже што и тие ќе понудат ново на граѓаните и дали ќе понудат ново и каква ќе биде изборната нивна сила со оглед на фактот дека и досега во Република Македонија постоеа бројни обиди да се воведе трет поголем политички блок, меѓутоа на крајот на денот повторно се сведува на борба помеѓу левицата и десницата или борба помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Но таа нова сеанса би рекла на политичко прегрупирање е започната и веќе сериозно е во тек. Многу е важно доколку веќе тој центар сака да добие поддршка од граѓаните да што е можно побрзо да истрчаат со конкретни ветувања, но и конкретни проекти преку кои нормално ќе се представат пред граѓаните што тие ново нудат и дали тоа што го нудат заслужува одредено граѓанско внимание и колкав ќе биде капацитетот на тоа внимание, многу е важно. Многу е важно да се соберат политичките партии, како што реков, позади една заедничка платформа, бидејќи политиката не смее да биде место само заради остварување на лични кариеристички интереси и некакви потреби, затоа што навистина политиката не треба да биде само место за лечење на нечии суети, туку навистина треба да биде насочена во полза на сите граѓани на државата, но и во полза на самата држава. Се чини дека кај нас некако многу малку се разбира ова правило и за разлика од другите, например, пазарно-профитни субјекти, економија и така натаму, каде што навистина се ценат фирмите според стандардите на квалитет, на конкурентност, на иновативност, се добива впечаток дека во политиката ваквите стандарди некако се тргаат на страна, барем кога станува збор за опозицијата и се добива чувство дека како да во иста вреќа се ставаат сите политички субјекти кои што наоѓаат одреден интерес за поврзување или само да се дојде до пратеничко место или до некое директорско место. Овде ме предупредуваат од режијата дека треба да направиме мала пауза за реклами и вие секако останете со Радио Слободна Македонија и емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве сме повторно назад во емисијата Поента. Зборував за новите политички прегрупирања и новите политички коалиции кои што се оформуваат деновиве. Секако многу интересна ќе биде и коалицијата помеѓу Социјалдемократскиот сојуз и представници од така наречената шарена револуционерна преобразба која што во Република Македонија, посебно во градот Скопје беше посебно во окупаторски стил. Постојано бевме бомбардирани со протести, со бои, преку кои тие сака на револуционерен во наводници начин да ни го свртат вниманието. Интересно ќе биде каде се ќе се најдат овие представници од шарените револуционери на пратеничките листи на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи е сосема известно дека тие ќе бидат дел од оваа коалиција.
Секако тука гледаме и одредени представници од разноразни джихадистички субјекти, ново формирана левица и кој се нема да се приклучи во таа опозицијска структура. Може би тука ќе дојдат и еколошките представници, оние што јас велам треба на таа изборна вреќа да ја дадат зелен колорит, се со цел да изгледа тоа се по-еколошки и по-природно и прифатливо секако за окото на македонскиот гласач. И сето тоа е во ред кога се работи за политичко коалицирање, меѓутоа она што македонските граѓани избирачи го очекуваат од овие нови коалиции, нови политички прегрупирања е да видат нешто многу по-конкретно од она што досега го нудат, бидејќи политиката не е само во бркање на пратеничка позиција или бркање на министерско место од страна на политичките партии, туку на вистина треба да излезат со квалитетна понуда со цел да се види дали граѓаните треба да им ја дадат довербата на овие и вакви коалиции или едноставно треба да се насочат кон оние кои што се стабилни, сериозни и кои имаат континуитет во подготовка на проекти, програма и успех во нивната реализација. Сега интересно е и зошто кој освен или мотивот на политичкиот интерес кој што секогаш стои позади одредено политичко коалицирање. Интересно е дали позади таквото спојување или монтирање на луѓе кои што ќе се најдат на пратеничките листи, дали стои одреден странски налогодавач или одреден странски би рекла проценител на тоа кој се треба да се најде во тие листи или се работи навистина за автономна одлука на самите политички партии да коалицираат и да се испробаат би рекла во некакво ново коалициско друштво. Мене се повеќе ми изгледа дека одредена групација ќе биде составена и посебно пратеничките листи ќе бидат составени од многу интересна комбинација на личности, многу интересни спојки кои би рекла досега барем се покажало во праксата дека не може да собера 2 и 2 без да се искараат за конечниот резултат, а тие сепак треба да функционираат во рамките на една заедничка коалиција и секако да доколку добијат изборна доверба од страна на граѓаните да бидат и власт во државата во наредните 4 години. Интересно е како сега тие листи ќе бидат подготвувани и кој се ќе замеша прсти во кроењето на тие листи, но како што досега бива настаните, гледаме дека меѓународната заедница често пати се обидува да вмеша и свој прсти во политичките настани, во политичките случувања во Република Македонија, така што не е ни чудно и сега во тоа ново прекројување или би рекла ново групирање да има замешано прсти. А од друга страна, за нас како македонски граѓани ни е важно дали сите тие ново компонирани политички коалиции ќе понудат подобри економски услови во земјата, дали сите тие нови коалиции ќе понудат нови вработувања, меѓутоа реални вработувања, нови патишта, нова инфраструктура, подобро здравство, подобро образование, поголеми пензии, зголемени плати, поефикасна администрација. Сето тоа се уште е далеку од одговор, иако нормално дека секоја политичка коалиција ќе се излезе со своја изборна програма во моментот кога ќе дојде времето за изборната кампања, меѓутоа сепак многу би рекла прашања се уште немаат добиено никаков одговор, а сепак сме само на 86 дена би рекла од сега до денот на одржување на изборите и многу прашања се уште немаат никакви одговори, а македонските граѓани секако со нетрпение ги очекуваат. Очекуваме да видиме што од овие опозицијски политички субјекти ќе понудат, например, за имање на една подобра македонска економија, на подобра македонска полиција, подобра македонска армија, подобро судство и јавно обвинителство.
подобро високо образование, подобра социјална политика. Иако во изминатиот период видовме одредени најави од страна на СДСМ, тие се далеку од детални, сериозни проекти кои што можеме да ги сметаме за сериозни, бидејќи навистина нема елементарни елементи за да може да бидат проценети како сериозни проекти. Недостасува информации конкретни, недостасува конкретни бројки, конкретни ставки, ако сакате и конкретни рокови до кога и како ќе бидат реализирани сите тие нивни политички ветувања. Она што исто така го очекуваме како одговор е доколку се работи за вклучување на индиректно вклучување на некакви странски ментори во подготовка на партиските и политичките листи или за избор на пратеници, се поставува прашањето колку една коалиција може да биде легитимна и да биде македонска доколку некој друг нормално ги подготвува таквите листи и доколку некој друг суфлира кој се треба да влезе во пратеничките клупи и кој се треба да биде потоа дел од извршната власт. Еве да замислиме хипотетички една опција да земе, например, доволен број на пратеници, токму она политичка понуда во која што на директен или индиректен начин е вклучен и странскиот фактор во менаџирање на самите тие пратенички листи. Дали можеме да замислиме водење на една нова македонска влада од страна на такви пратеници кои што однапред знаеме дека одработуваат одредени тајни задачи во Република Македонија и однапред знаеме дека не секогаш биле со доволен македонски капацитет да се справат со проблемите во Република Македонија. Често пати едно толку име во државата, едно толку име надвор од државата. Интересно ќе биде како сите тие, би рекла, лица кога ќе се распосталат по државните структури во Република Македонија, како ќе функционираат заедно, ако немаат една основна, би рекла, НЗС точка, ако немаат основна појдовна политичка платформа која што ги поврзува, секако таа мора да биде македонска, за да може македонските граѓани да ги гласаат. Како сите тие луѓе понатака ќе се организираат во раководење на клучните, на капиталните, би рекла, институции во Република Македонија, но и на оние капитални инфраструктурни проекти кои што се веќе започнати во земјата. Како сето тоа би функционирало на еден нормален и во континуитет политички начин. Интересно е што голем дел од овие луѓе кои што се токма да станат пратеници се често пати личности кои што сакаат да ставаат самите да се закачуваат ордени за храброст заради извршени некакви револуционерни настани чинови во државата. Секако дека тука таа така наречена роговска револуција ќе биде интересна во наредниот период да се видат суетите, да се види всушност во што е трикот и каде е целата работа околу нивната желба да се дојде на тие пратенички места и што всушност треба да се издействува или да се направи за да сето тоа биде исплатливо за меѓународната заедница, за странскиот фактор кој што сака да меша прсти во внатрешната политика во земјата. Дали може едноставно да се замисли да се функционира без една вистинска македонска спојка или без една вистинска автохтона политичка програма? Останува да видиме, но се добива впечаток дека во голем дел од настаните политичките настани во Република Македонија меѓународниот фактор е тој кој што ги меша прстите и секако дека нема да остане целосно тргнат настрана, особено кога се работи за престојните парламентарни избори и за подготвувањето на пратеничките листи од страна на новите политички коалиции. Тука правиме мала пауза за реклама, имаме една музичка номера и повторно се враќаме во студиото со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Остануваме на
темата политички партии, нови политички коалиции, можни, неможни коалицирања, избори, предвремени парламентарни, кои што треба да се одржат на 11 декември. Но во овој контекст е едно размислување кое што го делат многумина од македонските граѓани, врзано дека ни стана некако навика опозицијските партии или од опозицијските партии да не очекуваме некоја реална и конкретна политичка програма и понуда. Некако кога зборуваме со граѓаните како во Скопје, така и во другите градови од внатрешноста, се добива впечаток дека македонските граѓани како се помалку да очекуваат или да замислуваат дека нешто конкретно може да се изроди од опозицијските политички партии во форма на една сериозна политичка програма и понуда. И како да не стана навика политичарите од овој опозицијски блок да не ги сваќаме сериозно, ниту да ги земаме за премногу сериозно кога зборуваат, кога даваат изјави, кога настапуваат на телевизија и слично. И некако се добива впечаток дека нивниот збор немал, ниту пак сега или утре ќе има некоја поголема политичка тежина. За разлика од нив, политичарите од власта, особено оние од ВМРО ДПМН, се добива впечаток дека се под континуиран граѓански мониторинг 24/7, се ставаат на кантар буквално сите нивни изјави, се мери секој нивен збор, детално се анализира секој понуден проект, се што е ветено, се што е реализирано, се повикуваат овие политичари постојано на ваква или онаква одговорност, морална, правна, политичка. Едноставно се добива впечаток дека опозицијата, посебно Социјалдемократскиот сојуз, може буквално се да каже на јавна сцена, без грам одговорност, може буквално се да изнесе во јавноста на дневна основа, без никој да се грижи, би рекла, посебно за тоа. И како да се навикнавме овие опозицијски партии да ги прифаќаме како нешто што едноставно мора да постои во системот заради одржување на некаков природен баланс во политичкиот и во уставниот систем, или јас би рекла дури заради некакво просто функционирање на системот позиција-опозиција. Се добива впечаток дека СДСМ и опозицијата, целиот тој опозицијски блок се некако во премногу лагодна состојба да кажат се и се што, да излезат со секакви бројки, со секакви коментари, но од другата страна никој да не ги свати сериозно, па дури во одредени ситуации да не ги свати и комично. И во таа смисла мислам дека сите можни граници некако се поминаа, се отворија сите можни плафони. Посебен плафон достигна во СДСМ и нивната раководна структура со последните изјави дека кога оваа партија ќе дошла на власт, ќе започнала со реализација на нивната најнова програма како да се подобри социјалната клима во земјата, односно како да се намали сиромаштијата во земјата. И сега ова ќе кажете на прв поглед да во ред е, нели секоја политичка партија мора да води сметка за сиромашните граѓани, мора да понуди проект за подобрување на стандардот на социјално сиромашните, на социјално најранливите. Но каде е проблемот конкретно со СДСМ и со нивната нова платформа за надминување на социјалната сиромаштија? СДСМ зборува за санирање на сиромаштијата, што всушност самиот ја создаде во времето кога тие беа на власт и во времето кога всушност се направи најголемата социјална сиромаштија во Република Македонија. И сега сакаат да не убедат дека откриле иновативен начин како да се справат со нешто што го направиле на ним својствен или иновативен начин. Сакаат сега да не убедат дека имале лек за сиромашните, за луѓето што тие всушност ги направија најсиромашни. Ова ми изгледа како по оние врачарските приказни. Прво ќе ги разболам луѓето, па потоа неповикано ќе викнам доктори врачари, нели, за да се нафатат да ги излечат.
и за да им најдат соодветен третман и на некој начин тие да бидат прогласени за спасители. Во оваа смисла и не треба да си многу политички поткован и не треба многу политички да ти текнува за да можеш да собереш 2 и 2 и за да можеш едноставно да ја пробиеш овој нивен филм или оваа нивна повторно неуспешна приказна. Бидејќи потребно е само да го вратиме времето неколку 1,5 деценија назад и да се сетиме на катастрофалните политики и нивните резултати нели во наводници од времето на владењето на СДСМ, кој што всушност ја направија и најголемата социјална болка на македонските граѓани. Токму овие нивни погубни политики оставија над 200.000 граѓани без плата, оставија над 200.000 граѓани без работно место, без основни средства за екзистенција. И ако не беа овие најмрачни денови од македонската транзиција, македонската приватизација и секако лошо водената економија, денес немаше да зборуваме за толков број на сиромашни граѓани, немаше да имаме потреба да зборуваме за некакви нови пакети на социјално ранливи семејства. Немаше воопшто да зборуваме за сиромашни граѓани, затоа што ќе се занимававме со темата како да се уште повеќе да се подобри квалитетот на живот и квалитетот на стандардот на македонските граѓани. Немаше да гледаме вакви надувани партиски балони за исклучиво изборни цели кои наводно водат грижа за најсиромашните. Овие изјави од типот кога ќе дојдеме на власт до април 2017 година ќе зголемиме минималната плата на 12.000 денари, а до 2020 ќе ја покачиме на 16.000 денари, значи ова е директно од пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз кога го соопштија нивниот нов проект или предизборно ветување. Или да кажеме она што СДСМ во оваа измината недела го циркулира во јавноста како партиско соопштение дека СДСМ по 11 декември парите ќе ги трошеле исклучиво за потребите на граѓаните и граѓаните ќе се возеле по нови и безбедни патишта. Овие изјави, овие партиски соопштенија навистина не може да бидат третирани никако поинаку освен како класични предизборни балони на кои веќе буквално никој не се качува. Во превод, ова значи или овие нивни ветувања значат македонски граѓани немојте да се грижите, СДСМ ќе ве вози безбедно и исклучиво согласно вашите потреби. А ако немате потреби, СДСМ пак ќе ви смисли и потреби само за да може да бидете возени. И нормално ќе кажеме, пред избори секој има право да си го бара своето место под сонцето. Легитимно е секоја политичка партија да има право да бара доверба од граѓаните, да ги убедува граѓаните, да ветува брда и долини, но од друга страна треба да се напомене дека секоја одговорна политичка партија, како впрочем и секој одговорен човек, мора многу да внимава што зборува и што ветува пред граѓаните, да внимава колку ветува и дали тоа што го ветува го практикува во средините каде што ја има добиено довербата од граѓаните во неколку мандати. Логично прашање што секој граѓанин си го поставува кога го слушна ветувањето на СДСМ и на лидерот Заев за минималната плата е зошто Заев, кога веќе се одлучил нели да ветува минимална плата од 12.000 денари месечно за сите вработени македонски граѓани, зошто токму Заев не им исплаќал до сега или не им исплаќа од сега ваква плата на вработените во неговите фирми или во фирмите кои што се блиски до него. Секој граѓанин сака да добие одговор зошто вработените, например, во фирмата за конфекцијски производи Тевокс.ком, подружница Филеви, или на вработените во конзервната фабрика во село Дабиле, или многу други фирми кои што гравитираат во Струмица и Струмичко, немаат досега добиено ниту приближно ваква плата, каква што Заев сега предизборно ја ветува. Зошто кога веќе Заев го знае начинот како да им ја покачи минималната плата на сите вработени македонски граѓани во земјата, не ја започне оваа операција во наводници, зголемување минимална плата како пилот проект,
Прво на вработените кои се во неговата најблиска средина, кои работат во неговите фирми или во фирмите на неговото пошироко семејство. Зошто Еве Заев не го стори тоа сега или досега зошто не го сторил и зошто не ја покажал неговата добра менаџерска волја токму на вработените кои што работат за него. Или можеби веќе го сторил, а можеби не ни кажува. Овде правиме мала пауза за реклами и повторно одиме со уште неколку минути до крајот на емисијата. Останете со Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, и во последниот дел од емисијата продолжувам со прашањата кои што ги упатувам до лидерот на СДСМ, бидејќи навистина мислам дека македонските граѓани заслужуваат одговори, зошто она што не го направил во неговата микросредина каде што тој живее, работи, каде што работат за него голем број на работници, не се одлучил да им исплати минимална плата во висина од 12.000 денари, зошто тоа не го направил досега, а ако го направил, ред е да го слушнеме, тоа јавно да го каже. И нормално тука се поставува прашањето каде е политичката сериозност на ова ветување на Заев, како едноставно да му веруваат граѓаните во неговите искрени намери и добри зборови, кога ова негово политичко ветување не може да го помине ниту прагот на Струмица и Струмичко, а камоли да оди подалеку. Дали е ова уште едно од многуте политички лицемерства што навикнавме да ги гледаме токму од челниците на СДСМ, едно да зборуваат, едно да ветуваат, друго да прават, трето да мислат. Дали Заев повторно решил да се вози на истиот оној воз и политичкото лицемерие во надградена форма да ни го продава како нова политичка иднина? Дали се решил повторно да се вози на истиот стар воз од пред 15 години, од пред 20 години на неговиот лидерски претходник? Би рекла несериозно во најмала рака. За жал, СДСМ се уште живее во времето кога со едно обично фрлање безброј голи бројки во етерот, без никакво поконкретно образложение, можеше да однесе избор на победа во земјата. СДСМ се уште се вози на истиот тој воз од пред 20 години, со истиот возен ред и по истите пруги изградени од нивните претходници. Се уште оваа партија се вози во истата онаа лада по патот од пред 20 години, надевајќи се дека македонските граѓани се наивни или како што тие сметаат доволно глупави, да не може да направат разлика што е од една страна обична политичка пропаганда, а што детално обмислена, реална проектна програма. СДСМ уште мисли дека некој во државата му верува кога зборува дека нивниот трул и распаднат воз може да тера по пругата, да вози по пругата и дека има капацитет да ги качи сите граѓани и да стигне до посакуваната цел, а тоа е добивање на власта. Но ако СДСМ овој пат навистина не сака да служи како подсмев во јавноста или да делува како расипана джубокс машина, навистина треба на јавноста многу подетално да ја објасни како мисли да ги реализира своите идеи кои што ги пласираше како партиско ветување, но истото важи и за ова соопштението за нови и безбедни патишта. Јавноста очекува да слушне од СДСМ што точно планира да гради кога ќе дојде или на власт, кои конкретни патни правци мисли да ги гради, за кои конкретни патишта зборува оваа партија кога мисли на нови безбедни патишта, едноставно да каже што точно мисли кога мисли оваа партија. Новата политичка реалност што ја воведе ВМРО-ДПМН од пред 10 години бара многу повеќе, бара многу повисоки стандарди од оние кои што ги нуди опозицијата. ВМРО-ДПМН воспостави правила да има конкретна, обмислена, детална, анализирана програма со голем број на проекти во кои што се прецизно дефинирани сите оние неопходни елементи за секој еден проект. Од тука македонските граѓани научија
да ценат сосема една нова, поинаква политичка филозофија и практика, која што е заснувана пред се на политичка одговорност, политичка отчетност, заветеното и засработеното. Одговорноста и отчетноста во политиката се учат нормално преку работа, преку она што е сработено и она што е направено, и нормално колку повеќе е сработено, толку е поголема и одговорноста и отчетноста, а сработеното е секогаш мерливо, секогаш е конкретно, со реализираните дела кои што се единица мерка. ВМРО ДПМН воспостави една сосема нова квалитативна промена во политичкиот дискурс, и тоа по однос на 3 прашања. Прво, како политичарите треба да ја сваќаат политиката, премногу сериозно и многу по-конкретно од она што ни го представува опозицијата. Второ, што граѓаните може да очекуваат од политичарите и треба да очекуваат од политичарите. И трето, секако најважното, секој политичар мора да биде политички одговорен и политички отчетен за она што го ветува и она што сака да го оствари. За разлика од оваа партија, работите во СДСМ и опозицијата некако како да тапкаат во место, практикувањето на политиката е непроменето, работите некако како да стојат непроменети, стилот на водење на политиката заедно со сите оние придружни алатки се идентични како и пред 20 години. Иако во опозицијските партии се направија неколку промени во лидерската структура, сепак не може да се забележат никакви позначителни промени во стилот на владењето, во начинот на кој тие партии се представуваат пред јавноста, во алатките за себе промовирање и себе наметнување на политичката сцена, во деструкциите, во уцените, во уличните демонстрации и така натаму, како одбран стил на политичко представување. И додека ВМРО ДПМН од една страна во последниве 10 години на сите избори, без разлика дали се локални, парламентарни или председателски, настапува со мощни, сериозни и детално разработени програмски проекти, преку кои им ветува на граѓаните многу конкретни мерки за подобрување на стандардот, за подобрување на сите видови услуги, за подобрување на сите услови за живот и слично, работите кога се работи за ова прашање на страната на опозицијата, се уште се останати статус кво. Она што се нуди е или премногу паушално изнесено, при што се поставува прашањето дали воопшто вреди и треба да се коментира, или е исклучиво критизерски пласирано, од што не може да се види како опозицијата, кога би имала можност, би решила одредени проблеми. Бидејќи едно е критика, друго е критизерство. Кога критикуваш, секогаш нудиш и конкретни решенија. Кога критизираш, даваш критики без одговори и без решенија. Токму тоа е она што го прави опозицијата 10 години, критизира и не дава никакви точни одговори пред македонската јавност. Веќе имам сериозни опомени од режијата дека мора да го финишираме денешното издание на емисијата Поента. Останува време уште да се одјавам, да кажам дека согласно законските обврски, уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 13 септември 2016 година. Емисијата Поента се емитува во продукција на Радио Слободна Македонија. Вам ми останува уште време да ви посакам смирена земја, без натамошни потреси, земјотреси, и секако убаво расположение со програмата на најдоброто радио во Република Македонија, Радио Слободна Македонија. До наредниот вторник останете во добро расположение, добро здравје и секако се слушаме во истото време од 17 до 18 часот. Поздрав! Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.